Тоа ќе ви откријам една мала тајна која што досега не излезе од мојата екипа, како ја спремавме, знаевме што не очекува тамо. Во АЕК знаевме дека ќе има 9000 френетични навијачи, дека ќе има додатна тензија за тоа што поради политичкиот спор со Грција и политички беа мотивирани. Јас имам доста искуство, тренирано со најдобрите тренери и го користам доста тоа искуство, многу ми помогна. Значи, таков тип на надпревари се сеќавам еднаш со Лино Червар, со Загреб играме четвртфинале со Барселона и се спремаме, отидовме на припреми у Пореч. Сега Барселона непобедлива, Лино имаше амбиције и се спремаме за Барселона, за предполна Блауграна. Јасно. И како се спремаме, значи ни стави, знаеме дека не очекува френетична публика, ни стави озвучување на цел глас со навијачи на Барселона, со нивни песни и трениравме во тој амбиент. И како наближуваше надпреварот, викам јас ми текна у подсвест, викам мораме тоа да го направиме. Му се јавив на шефот Уол Калуич, тој е задолжен за разглас во автокоманда. Да го направи истото. Така, имам и снимки у ваквото. Два тренинга трениравме, значи, вика, што да правам јас? А ништо, викам, ќе најдеш на YouTube АЕК навијачи како викаат песни и најјако што може. Значи, два тренинга по сат и 30. Да се адаптира, не се слушаше што е во што работиме ствари. Не може да се слушаш. Значи трениравме под вакво. Мислам дека тоа многу доприносе да не делува тие 9000 навијачи и што се случи на тренингот. Тренинг со мал интензитет, со таква гласна музика, меѓутоа ти влегуваш више во надпреварот. Со тој ментален психолошки се спремаш, играчите кои што гледаме на пулсометри, значи со помал интензитет тренинг, со таа сама музика, набојот е другачи и одма побрзо се уморуваат. Значи они више два пати го одиграат тој меч пред полна сала. Така е. Со ако мислам дека тоа допринесе многу. Сигурно. Башка се спремавме за тој надпревара 2 недели, Ракометната федерација ни дозволи и клубовите да им се заблагодарам во тој период да немаме надпревари, да може максимално да се спремиме, да се посветиме и тактички и технички, меѓутоа мислам дека овој дел доста допринесувам, но сето тоа искуство е да го пренесувам од моите омилени тренери. Можда е мала трик ваква варијанта, али кај млади играчи македонци, значи еве и сами увидовте дека они беа смирени психолошки. Ваква, мада во клубот имаме и психолог кој што работи на индивидуален план со. Пресинг со Дарко Панчев.